Ја беше бебе што константно заспиваше во раце и како што растеше, заспивањето во раце траеше долго време, со нишкање. 30 минути да се нишкаме, за 40 да спиеме. Кој беше пресудниот момент кога си рече сега ми е доста, морам нешто да променам? Можеш ли да направиш разлика во периодот пред и после тренинг? Нема споредба во животот пред и после тренингот. Можам да кажам дека третата вечер јас како мајка бев неспана и плачењето уствари е најмалиот дел од целиот тој тренинг. Интересно е што децата толку брзо учат, многу брзо ствараат навики. Стравот е повеќе кај нас родителот. Добре дојдовте во уште една епизода од подкастот Sleep and Grow. Ова епизода ми е многу драга, затоа што покрај мене седи Елеонора Алексич, мајка која што пред година, може би и две, беше мој клиент, меѓутоа одлучи од клиент да стане тренер за спиење. Во изминатата година со Ели работиме многу на незината обука под мое менторство и наскоро таа ќе биде новиот тренер за спиење во Доктор Гуднет. Денес Ели ќе ни раскаже незината приказна. Ќе ни раскаже зошто воопшто се одлучила да направи тренинг за спиење на незиното дете. Како тоа изгледа, кои последици може би се појавиле кај детето од тренингот за спиење или па може би придобивки. Здраво Ели, добре дојде во нашиот подкаст Sleep and Grow. Здраво на сите. Најпрво да се представиш, да ни кажеш на нас, на гледачите на малите екрани, која е Елеонора, која е Ели, кое е твоето искуство, малку повеќе за тебе. Јас сум дипломиран семенолог и од тука сакам да кажам дека како тренер за спиење многу ми дојде блиску тоа и решив дека мислам дека ова е тоа што сакам да се занимавам цел мој живот. Јас сум жена, мајка на 18-месечно бебе тодлерче. Да, бебенце во возраст каде што почнува тодлер и почнува тантруми, некои други мали предизвици, ама многу убав период следи. Така е. Мислам, уште не сме стигнати некако до тоа или па не го чувствуваме, ама стига за сега се држиме добро. Па може би затоа што спие сега не го чувствувате. И се согласувам скроз се согласувам. Така е. Ајде да се навратиме година или 2 години. Јас немам веќе осет со времето. Колку време помина од како ја трениравме Мија? Па јас првиот тренинг ги го направив на 9 месеци. Така. Пошто тука веќе беше алармантна ситуацијата дека мораше нешто да се превземе. Така. Со кои проблеми се соочуваше? Значи, може ли да ни објасниш, бидејќи многу мајки се соочуваат со истите тие проблеми? Јас се сеќавам на ситуацијата со Мија и можам да кажам дека еден куп клиенти со кои што сум била се горе-доле слични приказни како и твојата. Па да ни раскажеш што се случуваше со спиењето на Мија, кога беше и оној пресуден момент кај што одлучи дека ти треба стручна помош и дека мораш да промениш нешто? Како млади родители многу не знаеме и нели слушаме од другите, ова треба да се направи, тоа треба да се направи, ти сакаш сам да си помогнеш, да. И мислиш дека е тоа добро. И Мија беше бебе што константно заспиваше во раце и како што растеше, заспивањето во раце траеше долго време, со нишкање. И тоа Што беше... значи долго време? Па 30 минути да се нишкаме, за 40 да спиеме. Така. И тоа кога оди со 4 дремки, стварно е ствара нервоза. Да. И некако, веќе од 6-тиот месец јас те пишав, тебе те исконтактирав, ама заради скокови и запчење едно друго и дури успеавме во 9-тиот месец да се тренираме. Така е, многу мајки се соочуваат со тоа и тоа е и од искуство ќе кажам, од работно искуство ќе кажам дека многу дечиња кои што заспиваат со нишкање, навечер во текот на ноќта не можат да го одржат сонот токму поради тоа што повторно на нивните преоди од една во друга REM фаза повторно го бараат нишкањето за презаспивање. Се сеќавам на еден интересен случај од првите некои мои клиенти беше, во канцеларија дојдоа мајка и татко, нивното детенце беше големо, значи зборувам 4 годишно дете, кое што го заспиваа со нишкање со години и сега затоа што веќе детето пораснало, тешко е, не можат во раце,
го има научено да заспива во количка на 4 години, значи се уште го користија оној бебешкиот дел од количката кога новороденчето лежи во него, не знам како се вика првиот. Корпа, да. Ја користеа корпата, го ставаа детето во корпа, сега може да замислите 4 годишно дете со раце и нозе излезени од корпата, и ја возеа низ станот, и таткото си имаше направено врвца врзана на количката, ја пушта количката, ја враќа, ја пушта, ја враќа. И тоа се случуваше на заспивањето, но и во текот на ноќта на целите презаспивања. Не го кажувам ова дека е случај што ќе настане кај сите деца кои што се нишкати, напротив, меѓутоа кај некои дечиња, ако ние не им помогнеме да ја остава таа навика во минатото, и ако да ја заборава таа навика, и ако ние не им вметнеме друга навика, нишкањето останува. Знам јас од искуство, и затоа што навистина се занимавам со таа работа, знам кои се последиците кои што може да настанат кај мајката поради неспиењето. Зборувавме за последиците кај детето, меѓутоа можеш ли да ми кажеш кај тебе кој беше пресудниот момент кога си рече сега ми е доста, морам нешто да променам? Па неколку месеци ми беше доста, ама тоа е заради скоковите, нели како што реков, мораше да се почека вистинскиот момент, ама не, бидејќи ние се соочувавме со кратки дремки цело време, и значи како многу е подруго кога ќе успее барем 1 час да врзе, и многу посрекно ќе стане детото, порасположено, вака, ти си нервозен пошто долго време си го заспивал, ќе стане за толку брзо време, плаче, па се трудиш пак не успеваш, и тука мораше да се најде крајно решение. Да. Дали осети некоја промена кај Мија пред и после тренингот? И може ли да ни го објасниш малце тренингот, што всушност значеше тренингот, бидејќи многу родители кога ќе кажеме ние тренинг за спиење, за жал, се уште мислат дека тоа е го оставаш детето во кревече, затвараш врата, детево плаче и заспива до не се исплаче, меѓутоа сосема погрешно, постојат точно такви тренинзи, меѓутоа тоа се веќе застарени методи кои што мислам дека и никој не работи со тие методи. И дали на вистина е толку страшен тренингот како што се плашат родителите од самото тоа, што се случуваше за време на тренингот? Да ни го објасниш процесот и како и самата Мија реагираше на сето тоа? Пред да почнеме со тренингот, значи тоа беше константно нервоза, зашто сега така, зашто не спиеш, ајде спи. Но кога не си навлезен во тоа и кога не знаеш уствари што се случува со него, не знаеш некако да му помогнеш. За среќа што постои доктор Goodnight, што можеш да се јавиш, да си уплатиш програма, да си помогнеш. И од кога го почнавме тренингот, беше многу изненадувачки за мене, зашто уште од првата вечер ти се случува еден момент кај што тебе не ти е јасно како дете успее се вака да заспие. Како не се буди сега пак на секој 40 минути. И прашалници онака во целост, ама тајната била тука. И сега, значи ако првата вечер имало плачење, што мислам дека секој родител мисли дека неговото дете најмногу плаче, дека најмногу ке плаче, не се ни свесни колку може нивното дете да ги изненади. И ако мисла дека 40 минути плачење е многу, во истиот момент треба да размисла дека тоа што го прават во моментот е добро за нивното дете, а и за нив. Од кога го почна Мија да спие, можам да кажам дека третата вечер јас како мајка бев наспана. Пошто претходно сакаш да си тука, да видиш, да не треба нешто, уште си под штрек, не знаеш што да очекуваш. И мислам дека тренингот за спиење беше нешто најдобро за мене што можев да го направам, како за мене, така и за Мија. И многу беше интересно ова, дури мислам дека и ти го немам кажано. После првата вечер од тренингот, таа си заспа во нејзиното кревече со некој мал тренинг само. Инаку нели не практикуваме веднаш после првото. За дневните дремки? Да, за дневните дремки тука зберам, да. Извини. И тоа беше исто еден шокантен момент за мене, викам, чекај малце сега, може да дете до толку. Треба да те нишкам зашто спиеш у кревече. Спиеш сега, што ќе правам јас сега 40 минути? Треба по дома нешто да се растрчам. И тоа беше најдобриот момент и препорачувам на сите родители што мислат дека
плачењето е најстрашниот момент што може да се случи во тренингот за спиење, дека ако навистина сакаат не само детево, туку и самите тие да спијат, дека мора да се решат и да останат доследни до тоа, што би се рекло малце да стиснат заби, затоа што на крајот на вечерта ти седиш до детето и ти си цело време со него тука. Воопшто не е како крајта од техниката кај што искачаш и ти го слушаш, не знам ни колку време треба да се слуша тоа да плаче. Да, зависи. Затоа што кога почнува тренингот, тоа не е дека детево сега ти го ставаш во кривиче и оно 3-4 сега плаче, тука си има и период кај што си изборува, си игра и плачењето уствари е најмалиот дел од целиот тој тренинг, пошто трае минути. Така. Да, може да трае 15-20 минути, 20, зависи од темпераментот нели на детето, ама не е дека се тоа нема да се издржи. Пак ќе кажам, ако се сета дека тоа го прават за доброто на детето, тогаш мислам дека се издржува и све може да се остане доследен. Да, дефинитивно така е. Најголема грижа кај родителите е плачењето што го предизвикува тренингот. Јас во последната емисија спремив извадоци затоа што има истражувања кои што се направени во рок од 6 години како тренингот за спиење влијае кај детето. Зборувам тренинг како што ние работиме во Доктор Гуднайт, каде што родителот е константно до детето и константно реагира на него. Го зема во раце, го милува, го мази, значи му помага во целиот тој процес. Баш тие истражувања ќе ги спомнеме во последната епизода. Дефинитивно многу е интересно кога родителите ќе ме контактираат и ќе ми кажат ќе почекам сега споен викенд или ќе чекам викенд затоа што ќе го почнеме тренингот, сигурно ќе бидеме наспани. Ја им викам, не уште првата вечер ќе бидете многу понаспани отколку до сега што сте биле, бидејќи кога ќе се почне тренингот. Интересно е што децата толку брзо учат, многу брзо ствараат навики. Стравот е повеќе кај нас родителот да се одлучам на тој чекор да го направам, а всушност многу брзо поминува се и многу е полесно откако ќе се направи тој чекор. Така што плачењето најчесто во 99,9% од случаите со децата со кои што сум работела се сведува само на првото успивање. Не значи дека детето плаче во целата вечер. Дали беше случај тоа и кај Мија? Апсолутно. Значи, првата вечер беше само така, да речам, критична, што не беше критично. Веќе можам да кажам дека втората вечер и треба само 5 минути да заспие. Во кај повеќето деца е така, мислам дефинитивно. Дека многу родители не знаат за саморегулацијата што се развива кај децата и тоа е многу важно тие да го знаат. Зашто? Затоа што во моментот кога се прави тренингот, тие се способни за да можат да се смират. Иако постои тоа плачење, ама со самиот момент што родителите се тука до нив, тоа има поддршка дека јас сега можам да го направам и ова ново нешто, односно да си заспиам сам. Како убаво го кажа ова, као да си посетувала курс во Доктор Гуднайт изгледа. Не заборавајте да кликнете subscribe и follow. За вас тоа е бесплатно, а на нас ни значи многу да не поддржите мене, нашиот подкаст и целиот тим кој стои за овој подкаст, да можеме да направиме и нови сезони, да можеме да ви дадеме повеќе одговори и повеќе помош за сите родители. Да, дефинитивно тоа е, и во претходните епизоди спомнав дека само регулацијата во првите неколку месеци не е развиена, мора ние да правиме одредени работи за нив, но како што растат, им покажуваме како одредени работи можат да ги прават и сами. Често кај родителите го зимаат нишкањето или доењето или било кој друг начин на заспивање како полесна алтернатива во моментот, како полесна опција во моментот, ама кога ќе гледаме на долги стази, реално тоа многу потешко е многу потешко и носи многу поголеми последици. Можеш ли да направиш разлика во периодот пред и после тренинг? Зборувам конкретно лично за тебе, твојот однос со сопругот, општо твоето функционирање во семејството, затоа што јас сметам и така е, жената е столб на семејството. И кога мајката е нерасположена, кога мајката е нервозна, тоа влијае на целокупното семејство. Кога бебето не спие, знаеме нели како влијае тоа на мајката. Да ни направиш еден пресек како ти се одвиваше секојдневието пред и после тренингот, и за тебе и за Мија, па дури и за ако се вклучени баба, дедо, некој во незино чување и нормално таткото. Првично
првите, да речам, до тие, ајде, 9, не 9, ама 9 месеци, од тоа целосното нишкање се ствара нервоза. Пошто, нели, мајката е дома, мајката треба да направи ручек, треба машина, садови и сите тие работи. И сакаме да постигнеме се, затоа што ако претходно сме го правеле тоа, ние сметаме дека треба пак да го направиме тоа. Ама сега тука имаме, нели, нов член, кај што треба да се грижиме во цело за него, треба да се грижиме дали е јадено, колку спие, дали спие, кога треба да пие млеко и сите тие работи. И кога родителот не е наспан, цел ден се пореметува. Како викаат, кога мајката е срекна, кога мајката е добро, кога мајката е здрава, знае во целост да се грижи за детето. За сите негови потреби и све останато што треба. Ама кога ќе се разбудиме ненаспани, општо и човек што не е родител, кога е ненаспан, е нерасположен. И целиот ден всушност не му функционира, а не на мајка што треба да биде многу свесна денот кога си го чува детето, кај што треба сите работи да ги заврши. И мислам дека многу мајки ќе се пронајдат. Многу е од кога го направивме тренингот, можам да кажам, и кога почнав да си заспива и сама навечер, многу повеќе време правично има. Јас како мајка имав многу повеќе време. Па се тоа што не сум успеала преку ден да го направам со Нејза, имав простор да си го направам навечер. Или моментот дека можеш да искочиш токолку таткото е дома, дека можеш да искочиш на кафе за да се направи промена. Да. Пошто, нели, одиме како круг, ние месеци се вртиме во круг. Да, се едно исто ни се врти. И сега, од еднаш кога сме имале еден начин на заспивање и сега после 3 дена имаме нов начин на заспивање, имаме слободно време и чекај сега, треба да си организираме слободно време. Вау, што ќе правиме сега? Немаме станување на 40 минути и нишкање повторно. Да. Ама јас сум презадоволна многу. Јас сум срекна што имам помош и секогаш сум имала помош во домашните обврски, па сум можела да се фокусирам повеќе на Нејза, па макар и кога не била тренирана, ама нема споредба во животот пред и после тренингот. Значи, пак ќе кажам, кога мајката е наспана, среќна, може многу поубаво и да си го чува своето дете, да му се посвети и еве да речам, гледа според која возраст што треба да прави, да го развива на некој начин, не да се запоставува детето, па да си носи некои други последици. И со тоа, нели, кога мајката е нервозна, многу почесто се случува да го пушта телевизорот, ајде пушти му таму сега, нека гледа цртани. Да одморам малце. Да одморам малце, еве да завршам кафето, да си го испијам на рад. И тоа се случува многу, само што бидејќи им е полесно така на мајките, да си го стават и пред телевизор и тоа како што гледа, сината светлина ќе влезе толку колку што не треба да влезе во мозокот. И после детето не сака да спие. Да, така е дефинитивно и тука и не можеме многу да ги обвиниме мајките, бидејќи на било каков начин гледаат колку толку да одспијат и они, мислам да одморат и они, што е сосема нормално. Кажи ми како одлучи да станеш тренер за спиење? Ти ми се јави и ме побара дали имам обука, јас баш во тој период и бев во крајна фаза со завршување на целата, да кажам, почетна школа на доктор Гуднет, која што ќе обучува тренери за спиење и ме побара, едноставно доби желба да станеш тренер за спиење. Од каде ти се појави желбата, што се пробуди кај тебе или од секогаш си сакала? Прво морам да кажам дека не ни знаев, како многу луѓе што не знаат денеска дека постои тренер за спиење. И јас во природа многу сакам да им помагам на луѓето. Ама кога го видов тоа на официјалната страна, и прво не бев сигурна, ама викам, не бев вработена во тој момент и викам, ова е тоа што мене ми треба. Знам колку е тешко кога не ти се средени ноките. Да, си била од другата страна, да, и сватив дека јас можам да бидам лице што можам да помагам. И тоа ми беше првото нешто дека јас морам да станам тренер за спиење. И сега е моментот, само дали ќе ми се позреќа и мене тоа.
Апсолутно, секако. Една и од можеби и мојот најголем мотив кога станав тренер за спиење беше токму тоа, кога ги осетив придобивките на моја кожа со мое дете, едноставно и кога ќе го слушнев некој кога ќе ми кажеше па мајка си што мислиш сега, си родила дете, нема да спиеш, едноставно не ми беше прифатливо тоа и дека си мајка и тоа треба да биде дел од твоето мајчинство. Напротив, сметам дека може да се реши проблемот со неспиењето, за да бидеме ние подобри мајки, да можеме да се грижиме подобро и за самите себе, а и паралелно, нели, автоматски и за детето и за сопругот, за целата фамилија. Што можеш да извлечеш, бидејќи на денешно време многу често можеме да прочитаме секакви информации на интернет. Има книги, еден куп за спиењето на децата, за тренинзи за спиење, значи имаме многу информации, бомбардирани сме со многу информации. Што можеш да заклучиш, например, од претходно пред да се едуцираш како тренер за спиење и сега веќе кога си едуцирана како тренер за спиење, во односите и на обуката и дали е така лесно да се направи тренинг за спиење во смисла безбедно за децата, било кој да може тоа да го направи. На што треба да повнимаваат родителите кога ќе се одлучат да побараат помош или сами да прават тренинг за спиење? Сами да прават тренинг за спиење, ако некој се реши, секоја му чест. Тоа што го има во книга од некој што не ни знаеме од кого е напишана, тоа не знам дали некој навистина би сакал да проба само така. Иако на страната на доктор Гуднајт се е многу убаво објаснето и доколку некој сака може да си проба, но затоа се тука и консултациите, доколку сакаат да прашат нешто, за поконкретно, ако сакаат да направат тренинг, а не сакаат да купат програма, тука сме ние да им се најдеме и да им помогнеме. Мене лично многу ми значеше поддршката твоја, затоа што во секој момент сме малце скептични што ќе биде, како ќе биде. Мене искрено некако не ми беа доволни сите тие информации, сакав да имам некој што ќе биде покрај мене да ми каже да, тоа можеш да го очекуваш и да знаеш дека ќе биде и ова. А на тоа бенефитот ќе биде сонот на бебето првично. И јас сум многу срекна за што воопшто постои кај нас тренер за спиење. Мислам дека и од не само тука од Македонија, него од цел свет доктор Гуднајт е побаран, затоа што прво е верифициран извор на знаење. Не би било така познато да не било толку добро. Да не е успешно нешто така. И ако некој сака да си направи тренинг сам, супер, тоа е одлично, значи дека и самите си имаат доверба и во себе родителите и во детето. Тоа е супер. Јас им препорачувам во колку и да можат да се потрудат повеќе, да се тренираат. Тренингот ви јас би надополнила тука дека тренингот е индивидуална потреба и се прави индивидуален пакет за секое дете затоа што не постои еден унифициран тренинг за сите. Овде е вклучен карактерот, темпераментот на детето, фамилијарната динамика, развојот на детето, медицината, значи еден добар тренер за спиење треба да биде подкрепен со сите информации и позадински. Не зборам само за скокови во развој, тие се и најлесните да ги откриеме, меѓутоа сите други причини кои што ни кажуваат за тоа дали може да правиме тренинг или не може. И ако се одлучиме да правиме тренинг, тоа да биде направено на безбеден начин, на начин на кој што солзите на вистина ќе бидат намалени. Бидејќи има разлика, некои одредени тренинзи за спиење и ако родителот не знае што точно да прави, може да се случи детето да плаче 2 сати навечер на првото успивање и тоа ми се случувало со клиенти кои пробале на своја рака да направат тренинг за спиење и ќе ми кажат, ама она плачеше 2 сати. Ми се нема случајно да ми плаче дете 2 сати за време на тренинг за спиење, затоа што подготовката за тренингот за спиење е клучна за тренингот да биде успешен. Целиот ден предходно, денови предходно ние правиме подготовка со тоа дете, за да кажеме во ред вечерва ние можеме да го започнеме процесот и тоа е тоа што се обидов и на тебе да ти го пренесам во целото ова менторство и во сите овие часови во кои што се едуциравме и во кои што ги поминавме, за да бидеш еден тренер за спиење, добар тренер за спиење е многу важно да бидеш
полн со информации, веќе сме при крај со тоа, па ќе почнеме сега и пракса, па ќе почнеш и со практични совети на родителите. Едва чекам. Така. Ти благодарам, Мили, што беше дел од подкастот на Sleep and Grow. Следни сезони, може би заедно ќе правиме некои епизоди, ќе растеме, ќе ни расте доктор Гуднет, ќе ни расте, ова значи со твоето присуство ќе можеме што е можно повеќе клиенти да обслужиме и да им помогнеме на колку што е можно повеќе родители да ги остават непроспаните ноќи во минатото. Благодарам уште еднаш, ако имаш нешто како за крај, тоест би те прашала уште едно прашање, значи што би им препорачала на сите родители кои што се мислат дали да направат тренинг или цело време го одложуваат тренингот поради некој личен страв? Не постои дете што не сака да спие. Тука јас би рекла дека родителите се тие што го одложуваат тоа време за спиење. Ќе биде наспано, побаво нека се спие, нека се легне покасно, да не станува во 6. Значи, сосема тоа воопшто не е така, но затоа се програмите тука на доктор Гуднет. Тука сме, побарајте не, ќе ви помогнеме, не се секирајте, за све има решение и за сонот на детето и за вас. Така, и дефинитивно. Само би завршила дека навистина така наречениот тренинг за спиење. Во Америка постои термин sleep тренинг и sleep coaching. Sleep тренинг се оние крај-аут техниките кои што не ги сакаме и ние, со кои не работиме, меѓутоа некако во македонскиот јазик уште не можам да најдам соодветен термин за sleep coaching, така што ако ви текне, слободно кажете ми. Меѓутоа тоа е тоа што ние го правиме овде, значи го решаваме проблемот со непроспаните ноќи на родителите на еден нежен начин, со нежен пристап, начин кој функционира за детето и за целото семејство. Се прави програма која што е посебна за самите вас и не е воопшто страшно. И колку и да мислите дека вашето дете е најпроблематично, секогаш има решение. Секој родител кога ќе дојде кај мене ќе ми кажува една реченица: ама ти не знаеш он колку многу плаче, нема шанса да заспие сам. И после првата вечер веќе сите си го менуваат нивното мислење. Не се плашете од тренинг за спиење, направен од стручно лице и направен според препораки кои што нема да му наштетат на вашето детенце и на вас самите родители. Бенефитот од спиењето не е само за здравјето на детето, туку за целата фамилија. Не го одолговлекувајте процесот, едноставно направете го чекорот колку што е можно побрзо, за да поспиете повеќе и вие и вашето дете, бидејќи здравиот сон носи здрави и среќни деца и здрави и среќни родители. Благодарам што ја следевте оваа епизода. Ние продолжуваме и понатаму, а вие не заборавајте да направите сабскрајб на нашиот канал и да го споделите со колку што е можно повеќе родители за да стигне овој едукативен подкаст до сите нас.